Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија добро вечер следуваат настаните кои што го одбележа овој питочен ден. Утре на 150 локации во 50 општини низ Македонија ќе се одржи национална акција за чистење. Денес се чистеше во Штип, утре во туристичката населба Беровско езеро. Амбарите се уште полни со непродадениот ориз од минатата година, а деновиве започна жетвата на арпата од новата реколта. Земјоделците бараат да се најде начин да се продадат ланските резерви. Во центарот на Штип почна изградбата на паркот на Маквест. Финансиските средства во износ од 130.000 евра ги обезбеди Центарот за развој на Источен плански регион. Изградбата на експресниот пат од Велес до Штип во должина од 26 км е при крај. Асфалтирањето се очекува да заврши за неколку дена, а се планираат и 2 железнички премени за кои ќе бидат набавени и сигнални уреди и нови рампи. Патот се градеше во 3 фази, од кои двете се веќе завршени, а најголем дел од работите на третата фаза од патот, која е во должина од 10 км, се завршени. Станува збор за инвестиција од околу 15 милиони евра, средства обезбедени преку Европската банка за обнова и развој, а со пуштањето во употреба на овој експресен пат се очекува да се олесни сообраќајот на оваа делница, која што е многу фреквентна. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски информираше дека согласно планираната динамика се одвиваат и градежните активности на автопатот од Миладиновци до Штип, каде веќе се асфалтирани 22 км од вкупно планираните 47 км. Но овој автопат има 7 клучки и неколку мостови и со него се очекува да се скрати времето на патување во овој регион. Утре на 150 локации во 50 општини низ Македонија ќе се одржи националната акција за чистење. Акцијата Македонија без отпад 2016 на истокот денес започна во Штип, а продолжува утре во Бирово со чистење на туристичката населба Бировско езеро. Акцијата има за цел да го исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во околината и да развие свест кај граѓаните за правилно управување со отпадот. Децата од Штипската градинка Вера Церивери Трена се вклучија во екоакцијата Македонија без отпад. Под мотото "Ние децата сме чувари на природата", најмалите ја реализира акцијата која имаше за цел едукација на децата од најмала возраст и развивање на еколошката свест за здрава животна средина. Покрај многобројните екоактивности кои ги имаме планирано за оваа учебна година, денес сте сведоци на екоакцијата Македонија без отпад, која има за цел кај децата уште од најмала возраст да ги едуцираме да знаат што е отпад, што е пластично кесе и каде да го стават. Оваа акција традиционално секоја година се одбележува, а оваа година беа вклучени децата од 2 години до 6 годишна возраст. Децата ги собира, селектира и реупотребува отпадните материјали во нашиот двор. Децата од оваа штипска градинка денес собираа, селектираа и го реупотребија отпадот и изработија детски креации и творби. Јас сум еко дете. Во градинка ме викаат мете. Јас сум еко дете. Собираме пластични шишиња и ги ставаме во канта. Собирахме ѓубре во кантата. Собираме ѓубре и фрламе ги во кантата. Инаку, утре на 150 локации во 50 општини низ Македонија ќе се одржи национална акција за чистење. Во оваа акција ќе се вклучи и општина Берово со чистење на туристичката населба Беровско езеро, преку која ќе се намалат количините на несоодветно депонираниот отпад во Берово, со што општина Берово и Македонија се вклучуваат во глобалната акција Let's Do It World, поддржана од Европскиот парламент и спроведена во 121 земја во 2015 година. Амбарите се уште полни со непродадениот ориз од ланската реколта, а деновиве започна житвата на арпата од новата реколта. Земјоделците се жалат дека приносите се послаби од лани, но за да има место во амбарите, потребно е да се изнедат начини да се продадат резервите, зашто очекуваат помош од државата. Оризарите почнаа со собирањето на оризовата арпа. Годинава родот бил послаб од лани. Причините за намалениот род земјоделците ги гледаат во временските неприлики.
вчерашна, ама не сум задоволен. Нема род. Нема род. Лоша година, цравен се, по 10 вреќи од декар. Почетокот на жетвата со просечни приноси од околу 500 кг од декар. Освен намалените количества, оризот во овој период и со голема влажност, поради што земјоделците се принудени да го проветруваат на асфалтот. Комбајнерските услуги слични како минатогодишните. 1000 динара. Нема, слабо. Слабо род. Зошто? Дека знам зашо. Од жешколи, од препрскуваме, од толи и не знам. Годинава под ориз се над 2000 хектари. Оризопроизводителите очекуваат да се надминат проблемите околу цената со ланската реколта. Моменталната цена на белиот ориз ги одвраќа од натамошно застапување на оваа култура. Во центарот на Штип почна изградбата на паркот на Макфест. Паркот ќе содржи елементи за визуелно и музичко уживање на посетителите, инспирирано од 3-децениската музичка продукција на фестивалот, кој стана бренд по кој се препознава Штип, но и поим за квалитетна музика. Штип за 1 месец ќе добие парк на Макфест, обележје на кое ќе биде испишана историјата и иднината на фестивалот Макфест. Од денес започнаа градежните активности за изградба на неколкуте содржини со кои ќе биде збогатен овој парк. Исто така посетителите на паркот ќе имаат можност да уживаат во познатите референи испеани на фестивалот на забавни мелодии Макфест. Финансиските средства во износ од 130.000 евра ги обезбеди Центарот за развој на Источен плански регион. Овој проект содржи фонтана, плато до фонтаната. Паркот ќе се задржи како парк околу фонтаната со обновување на стази, нови и нов тревник, со поставување на додатни содржини, односно висечки мостови околу фонтаната, кои што ќе содржат канделабри и звучници, за да можеме да ги емитуваме познатите рефрени од Макфестот во попладневните часови, 2 часа од 6 до 8, а за деновите кога ќе се одржува Макфестот, преку целиот ден да се емитуваат познатите рефрени од Макфестот. Некогашните идни победници на фестивалот ќе добијат посебно место во овој парк, а ќе биде изграден и мини амфитеатар, вели Нада Наџинска, архитект во општина Штип. Покрај фонтаната ќе имаме еден амфитеатар кој што ќе го поврзува платото на фонтаната со пешачката зона на овој простор кој што ни се наоѓа од Класик во продолжение према плоштадот. Со изградбата на овој парк Штип изразува потврда дека се гордее со реномираниот повеќе децениски фестивал на забавни мелодии. Општина Штип го распиша конкурсот за доделување на наградата и признанието 8 ноември за 2016 година. Се работи за највисоката општинска награда и признание која Советот на општина Штип ја доделува на лица и компании кои имаат посебни заслуги во афирмацијата на градот. Наградата 8 ноември е највисока општинска награда што ја доделува Советот на општина Штип за ослободување на градот. По тој повод од денес па до 15 октомври тече рокот за пријавување на кандидати за носители на највисоките признанија и наградата 8 ноември. Годинава се доделува и признание 8 ноември и наградата 8 ноември. Знаете, според одлуката на Советот на општина Штип за доделување на награди и признанија, наградата 8 ноември се доделува на секои 5 години. Практично во еден мандат на еден градоначелник по една награда 8 ноември. Токму во овој мандат на примариус магистер Илчо Захариев следува да се врачи 8 ноемвриска награда за тоа кој ќе биде веројатно после 15 дена од како ќе добиеме пријави од оние кои што мислат да предложат и аплицираат. Право за предлог кандидати имаат сите граѓани на општина Штип, институции, здруженија и организации. Пријавите се поднесуваат и се доставуваат до архивата на општината. Темата за долговите за превоз на учениците во основните и средните училишта повторно предизвика најдолга дискусија меѓу советниците на 52-та редовна седница на Советот на општина Кочани. Советниците побараа од одговорните изнаоѓање стратегија за решавање на тоа прашање. Најголема дискусија меѓу советниците повторно предизвика првата точка што се однесуваше на информацијата за почетокот на учебната 2016-2017 година во основните и средните училишта во општина Кочани.
Тука повторно актуелна тема беше стариот проблем за огромните долгови за превоз на учениците. Значи и во оваа информација не е поместено дека нашите училишта се во долгови и не можат правилно да функционираат. А искрено не можеме ли да се оградиме од тоа дека всушност тие долгови се грешка на на централната власт, кога и локалната власт има надлежност во сето тоа. И секако ќе заклучам како што беше и минатиот пат мојата дискусија. Дали се работи за пари за централна или локална власт, значи сепак тоа се пари на граѓаните. До мене стигнуваат прашања и поплаки од родители, конкретно и од мои ученици, дека патуваат повеќе и до 3 километри, а на сите од нив не им е обезбеден превоз, па би сакал да го прашам одговорното лице зошто сите ученици немаат обезбедено превоз до своите училишта, иако патуваат повеќе од предвидените километри. Значи тоа се ученици кои што не се обврзници на истото училиште. Доколку учениците се обврзници на едно училиште, а одат во друго училиште по нивна желба, тогаш не ги следува, тие не ги следува да добијат превоз. Например, секој можеби би сакал да оди во училиште во Скопје да учи или во оддалеченото место, значи според реонизацијата тие ученици не ги следува превоз. Стефановски додаде дека забелешките се однесуваат на тоа дека раководните лица на едни училишта плаќаат превоз на деца кои што не се предвидени и должни да учат во тоа училиште туку во друго, па едноставно се исполнуваат желби и на тој начин се привлекуваат ученици. Советниците побараа да се направи стратегија за затворање на долговите за превозот на учениците, како и за самиот организиран превоз на учениците. На седницата беа изгласани и извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта за учебната 2015-2016 година, како и нивните годишни програми за работа и програмите за екскурзии и други слободни активности на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Основното училиште Малина Попиванова и Никола Карев. На седницата беше усвоена и точката за изменување и дополнување на буџетот на општина Кочани за 2016 година, како и информацијата за преземените активности за измена на режимот на сообраќај на улици во градот Кочани. На крај беа усвоени точките за информација за аплицирани и реализирани проекти на општина Кочани во периодот од јануари до септември 2016 година до разни институции, како и предлог одлуката за давање простор на користење без надомест на културно-медичкото друштво Руен и предлог решение за именување членови на училишниот одбор на Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Во Делчево се одржа 6-та сесија во рамки на проектот Форуми во заедницата. Граѓаните на оваа сесија имаа можност да ги проследат резултатите од реализираните проекти и препораки од претходните форуми. Па од страна на граѓаните во претходните форумски сесии беа избрани листа на проекти кои што беа приоритетни. Како прв приоритет во Делчево беше изгласана потребата од градска капела на градските гробишта. Беа изгласани проект, повеќе улици да се реконструираат, да се асфалтираат. Беше укажана потребата од замена на водоводна мрежа. Беше исто така укажана потребата од изградба на атмосферска канализација, која што во Делчево до сега ја немаше. И во текот на овие месеци по завршувањето на петата форумска сесија, општината заедно со општинската администрација се потруди што може поголем дел од овие потреби на граѓаните да ги имплементира. Навистина ми представува задоволство што на некој начин можам да кажам се наоѓаме на крајот од еден релативно успешен буџетски форум во општина Делчево, каде што граѓаните низ изминатите 5 сесии имаа можност активно да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет во текот на 2015 година од септември до декември, додека се креираше буџетот, каде имаа можност да дискутираат, да ги предлагаат своите приоритети, а и на петата сесија да гласаат, односно тие се оние кои го дадоа својот глас во однос на тоа кои се најважните нешта, што се најгорливи проблеми и кои се најважни за подобрување на квалитетот на живење на граѓаните на општина Делчево. Беровската гимназија Ацо Русковски одбележува 63 години од своето постоење. Свечиноста по тој повод беа доделени награди за најдобрите ученици во минатата училишна година.
Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово го одбележа патрониот празник во чест на 63 годишнината од формирањето на оваа образовна институција во Берово. На свеченоста беа доделени награди на ученици кои учествувале на државни надпревари во претходната учебна година, а меѓу најзначајните кои ги освоја учениците од ова училиште е наградата на младиот Милан Тасевски, кој се врати со бронзен медал од Интернационалната олимпијада по геометрија која се одржа во Иран. На овој тест имавме за задача да решиме 5 задачи од областта на геометријата. И за мене ова беше еден голем предизвик. И беше потребна голема подготовка за овој надпревар, но сепак на крајот успеав. За директорот на училиштето Гоце Джалевски ова е една од поуспешните години кои ги памети Беровската гимназија. Откако сум директор, ова ми е најуспешна година, можам да кажам. Сработени многу проекти, добивени многу проекти во интерес на учениците и во интерес на сите вработени. Во тек ни е проектот Erasmus Plus за размена на ученици, односно за дообука на наши ученици во Италија. Ќе бидат таму 2 пати по 15 дена, наши ученици ќе се стекнат со една доста квалитетна обука за која ќе добијат и сертификат, кој сертификат е некаде на рамниште со високообразовните институции во Република Македонија. Во средното општинско училиште Ацо Русковски активно се работи на продлабочување на соработката со средни училишта надвор од државата. Пример за тоа е соработката која Беровската гимназија ја има со гимназијата Брус од Република Србија. To je započelo 70. godina, znači prvo su počeli pokret Gorana i srednje naše škole da se druže, a mi evo trudimo se da nastavimo i dobru saradnju i naši učenici dolaze kod vaših učenika i obrnuto, znači saradnja je odlična i nastavit ćemo tako. Од општината истакнаа дека и понатаму ќе го поддржуваат училиштето во сите сфери од воспитно-образовниот процес. Одобрени се условите за одвивање на наставно-образовниот процес и за воиднина ние како локална самоуправа ќе се трудиме да работиме да се реализираат уште повеќе проекти кои ќе овозможат да се донесат новитети во образовниот систем. Инаку во рамки на свеченоста која се одржа по повод патрониот празник, следеше и богата културно-уметничка програма подготвена од учениците, а преку видеозапис беше прикажан развојот, достигнувањата и сегашниот профил на гимназијата, која се вбројува меѓу трите најдобри во државата. Утре Пехчево ќе биде домаќин на 57-миот државен надпревар на најдобрите трактористи во Македонија во организација на Сојузот за техничка култура во стопанството и на Народна техника на Република Македонија. Двајцата најдобри на утрешниот надпревар ќе представуваат Македонија на светскиот надпревар на земјоделци трактористи идната година. Утре Пехчево ќе биде домаќин на 57-миот државен надпревар на најдобрите трактористи во Македонија во организација на Сојузот за техничка култура. Најдобрите земјоделци трактористи од Македонија имаат шанса да ги покажат своите вештини. Настанот почнува во 9 часот и 30 минути на плоштадот во Пехчево. На овој 57-ми државен надпревар на земјоделци ќе бидат собрани земјоделци трактористи од 6 регионални надпревари кои на овој надпревар ќе можат да ги покажат своите знаења и вештини од областта на земјоделската механизација и обработка на почвата. Најдобрите од овој надпревар ќе продолжат да тренираат преку цела година и потоа ќе бидат избрани двајца земјоделци кои ќе ја представуваат Македонија на светскиот надпревар на земјоделци трактористи во 2017 година. Од општина Пешчево ги повикуваат сите заинтересирани земјоделци и други граѓани од целиот регион да присуствуваат на овој несекојдневен настан во Пехчево. Од понеделник Виница ќе биде град на хуморот и смејата. 5 вечери виничани и гостите од соседството ќе уживаат со комедиите од театрите во Македонија и Бугарија. Денес организаторот Домот на културата Тош Арсов ја промовираше 5-дневната програма на фестивалот. 408 карикатури од 40 различни држави ја одбележаа интернационалната нишка на фестивалот за хумор и сатира In Vinica Veritas. Меѓу нив карикатурата која одговори на темата на конкурсот на Пуст остров и која е прво наградена од жирито на фестивалот е на австрискиот карикатурист Клаус Питер. Второ наградениот е Петар Јанков од Македонија и трето наградената карикатура е на српскиот карикатурист Тошо Борковиќ. Со свеченото доделување на наградите во понеделник, 3 октомври, започнува 5-дневниот 8ми поред фестивал In Vinica Veritas со шоуто на тројцата джентлемени.
Секоја година настојуваме да сето тоа да биде квалитетно, колку дозволува нашата сцена. Веќе трета година поред имаме наша едиција, наше издание на Домот на култура. Оваа година македонска афористична ризница. Промоцијата ќе биде во вторник во 18 часот. После тоа следува театарска представа од збратименува на град Трјавна од Република Бугарија, Жена ни е светица. Во среда ни гостува театар комедија од Скопје со представата Нешто пропуштаме, во четврток е театар Куманово со представата Идиоти и во петок завршуваме со Охридскиот театар со представата Импровокација. Градоначалникот Дончев на денешниот прес даде на ретроспектива на организирањето на фестивалот и континуитетот кој го следи 8 години од возобновувањето. За прв пат фестивалот е организиран 1991 година и за жал само после две изданија е направен прекин. Во 2009 година во договор со Домот на културата и директорот Славчо Данев повторно го возобновуваме и го организираме фестивалот. Значи 8 години поред фестивалот веќе постојува и секоја година нуди една богата содржина за сечени вкусови. Како што рекоа организаторите, влезниците за сите представи се веќе распродадени, така да согласно капацитетот на салата во Виница се очекува неделата што доаѓа да биде недела на хумор и смеа за виничани и гостите од соседството. Турските власти отпуштија 1500 затворски чувари и други членови на затворскиот персонал поради сомнение за поврзаност со исламскиот проповедник кој живеел во екзил во САД, а кого Турција го обвинува за обид за воен преврат, изјави турскиот министер за правда Бекир Боздак. Говорејќи на собирот во Анкара, Боздак изјави дека работниците привремено се отпуштени со цел индивидуално да се одвојат личностите кои се поврзани со Ѓулен. Тој додаде дека доколку се докаже поврзаност, вработените ќе бидат трајно отпуштени. Приватен голф терен е новата локација на која што САД со дозвола на Јужна Кореја ќе го гради системот за противракетна одбрана, соопштија денеска од Министерството за национална одбрана во Сеул, пренесува Бета. Противракетниот штит кој што би послужил за одбрана од евентуален напад од страна на Северна Кореја ќе биде завршен до крајот на 2017 година. Првично изборот на Министерството падна на артилериската база во градот Сонџу, но локалните жители се спротивставија на тој план и изразија загриженост за нивното здравје. Игралиштето за голф исто се наоѓа во областа околу Сонџу, но и подалеку од урбаните средини на градот. Припадниците на албанската полиција во селото Ребул кај Мат попладнево запленија 3 тони и 132 килограми марихуана. Дрогата била пронајдена во куќа која служела како магазин за преработка и пакување на дрогата. Во исто време полицијата открила и уништила 13.000 стебла марихуана засадени на неколку парцели. Според обвинителството за тешки кривични дела во Тирана, собственици на дрогата биле полициски службеници, вработени во јавната администрација. Истите се идентификувани и се трага по нив. Деновива во село Ишмит полицијата заплени 300 килограми марихуана во двокатна куќа која се користела како магазин за сушење и пакување на дрогата. Со надпреварот работнички Брегалница кој ќе се одигра утре започнува 9-то коло во првата македонска фудбалска лига, додека останатите надпревари ќе се одиграат во недела. Дербито на 9-то коло е меѓу екипите на второпласираната Шкендија, која во моментот има 14 бода, со третопласираната екипа од Битола Пелистер, која има 12 бода. Актуелниот шампион Вардар пак, кој оваа сезона се наоѓа на првата позиција на табелата, ќе гостува во Кратово против екипата на Силекс. Во останатите два дуела, Македонија Ѓорче Петров игра против Шкупи и Ренова против екипата на Победа. Надпреварите се играат во недела во 15 часот. Фудбалската федерација на Македонија ги објави и имињата на судиите кои ќе делат правдата во 9-то коло. Во Ѓорче Петров надпреварот работнички Брегалница, правдата ќе ја делат Димитар Мечкаровски, Дејан Неделковски и Гоце Петревски.
Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски го објави списокот на фудбалери на кои ќе смета за надпреварите против Израел и Италија од квалификацијскиот циклус за пласма на светското првенство во Русија. За дуелите кои ќе се одиграат на 6 и 9 октомври на националната арена Филип II во Скопје, селекторот Игор Ангеловски ги врати во составот Адис Јаховик, Мартин Богатинов и Душко Трајчевски. Ангеловски на пресконференцијата истакна дека би бил задоволен со 3 бода од надпреварите со Израел и Италија. Италија е апсолутен фаворит, Израел е квалитетен тим и опасен. Добри страни им се брзините против нападот и затоа мора да бидеме максимално внимателни, да не дозволиме да развијат своја игра. Имаат играчи кои се во клубови кои играат во групната фаза од Лига на Европа. Сето тоа е показател за нивниот квалитет, изјави селекторот на македонската репрезентација. Соборот на репрезентацијата е закажан за 3 октомври во Скопје. Надпреварот со Израел се игра на 6 октомври, а со Италија на 9 октомври. И двата надпревари се играат на националната арена Филип II во Скопје со почеток од 20 часот и 45 минути. Ова беа содржините предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.